Добар ден. Американскиот претседател Доналд Трамп доцна синоќа во редовен ударен вечерен термин го држа третото годишно обраќање до нацијата во Конгресот пред полн состав на двата законодавни дома, представници од дипломатскиот кор, членови на кабинетот во Белата куќа, армискиот државен врв, суди од Врховниот суд. Тематски насловен како голем американски камбек изложи неуморен оптимизам. Го повика Конгресот да соработува со него за заживување на економијата, за отварање нови можности за сите американци независно од бекграундот. И ниту еднаш за 78-минутното обраќање не го спомна зборот импичмент. Madam Speaker, the President of the United States. Председателот Трамп во говор кој што наликуваше на изборна кампања за реизбор потсети дека само пред 3 години наследил менталитет на американско повлекување, но ти ја отфрлил судбината на уназадување на Америка. 3 years ago we launched the Great American Comeback. Веднаш што ја презедов председателската функција се насочив кон заживување на економијата. Укинав рекорден број регулативи, спроведов историски даночни кратења, се борев за фер и реципрочни трговски договори. Најави првиот човек на САД, при што најде на громогласен аплауз од неговите партиски истомисленици. If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Трамп рече дека благодарение на кампањата за намалување на регулаторните прописи, САД стана број 1 производител на нафта и природен газ во светот. Добар живот за американските семејства подразбира пристапен, иновативен здравствен систем. Заврши со зборовите: нашите предци изградиле најдобра република во човечката историја. Ние ја правиме уште подобро од порано. Спикерката на Претставничкиот дом Ненси Пелоси ја скина копијата од говорот на председателот по завршувањето на обраќањето, при што ја манифестираше длабоката партиска поларизираност. Демократскиот одговор на обраќањето на председателот го пренесе гувернерката од Мичиген Гречем Витмар. Ги обвини републиканците дека го уништуваат здравствениот систем, пренесувајќи непријатни моменти од незиното потесно семејство. Според неа, американските работници страдаат не само во незиниот Мичиген, туку и во Охајо, Висконсин, насекаде. Студентските заеми, лековите со рецепта, транспортот се преголем товар врз средната класа американци. Според гувернерката, 2020 е важна година и како и незината керка Шери, која завршува средно училиште и има право за прв пат да гласа, ги повика милиони млади американци да го остварат тоа право, затоа што според неа тие се двигател и инспирација на промените во општеството. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.